Здраво сите, добре дојавте на новото видео на Джеки Дидос, кај што денеска се имаме мотивација 2. До сега имаме едно видео на каналот вака мотивација, ова ќе е второ и не планирам да го прекинам овој серијал, бидејќи навистина има добра поддршка. Овој серијал го почнав пред 2 месеци и би требало од сега ќе се трудам секој месец да има вакво видео, мотивационо видео. Така да, ајде да започнеме. За да бидете мотивирани, треба да бидете сигурни во себе. А за да бидете сигурни во себе, треба да имате поддршка. А таа поддршка треба да ја изградите вие. Како? Со тоа што ќе правите добри видеа. Гледајте вака сега. Вие сте овде и овде треба да изградите вашата поддршка. И треба да дојде некој и да ви ја даде таа поддршка. Значи, тоа беше наједноставно како што можев да го објаснам тоа. Значи, треба да сте сигурни во себе, а за да сте сигурни во себе, треба да имате поддршка. А таа поддршка ќе изградите со труд. Значи, треба да се трудите, буквално. Не треба само да дремите и да гледате што као суп за суп или да барате по YouTube цело време како да имате многу субскрајбери или нешто такво. Значи, единствено да се трудите, не мора да се трудите на едит, не треба да се трудите максимално на едит, туку треба максимално да се трудите на изгледот на видеото. Значи, да не изгледа видеото како сега ќе снимам, ќе се пикнам во еден пакет и тука ќе снимам и ваков ќе видам. Здраво, дечки, денеска играме. Значи, не треба тоа да би видеото. Видеото треба да би добро, да изгледа добро, да има добар color correction. Значи, во Edit спаѓа color correction, но не мислам Edit како нешто, сега некој маги во After Effects кој знае што правите, значи не е битно тоа. Ако правите некој кратко филмче, да, но квалитетот на видеото, значи да имате добра позадина, да не биде истурано книгиште, изфрљани, растурени кревети или некои такви работи. И да не би косата да разбушава нешто така, значи требате се видеото да изгледа нормално, како за телевизија да снимате. И замислете дека снимате во телевизија, бидете сериозни. Значи, таа ќе го направите тој труд. Зошто е тешко да се направи тој труд? За вас изгледа лесно, а вистина не е лесно. И за мене така беше на почетокот, но сватив дека тоа не е лесно. Зошто не е лесно? Пошто вие мислите само, ајде, ќе се облечам, ќе се седам и ќе имам овде. Не треба само да се средите. Треба да направите неколку пати тест. После тоа да тест на... Прво, сега ќе уклучам снимање, ќе видам како изгледа, дали ме фаќа цел, дали фаќа нешто што не треба, видам како изгледа снимката и после тоа ќе почнам со главното. Втора работа. Треба да се трудите најмногу на скриптата. Да не видите во видеото како здраво, дечки, денеска ќе офарбаме ѕидон. Значи не треба тоа да биде во видеото. Видеото треба да бидете подготвени цело време, значи дори изборвите едно да знаете наредно што ќе кажете. Ако спремате некој пример, ако сакате да кажете некој пример, имајте го примерот напамет. Например, сега јас, за да ви го објаснам ова, треба да смислам некој пример, така. Да имам пример. Не само да бидам, еве, за пример. Значи, не треба тоа да ви во видеото. Едноставно е, но напорно е да се прави тоа. Значи, као, е лесно да се свати што треба да се прави, но тешко е да се направи, да се одржи тоа. Исто е како ти сваќаш што треба да направиш во домашново, ама тешко е да ја напишеш пошто имаш еден куп, ме знаеш. Тоа е целата фора. Значи, знаеш што треба да направиш, ама ти треба многу сила. Треба да понесуваш секакви критики, значи да бидеш психолошки јак, да не бидеш као сега некако ти дојде ти рече лошо ти е видео, не ти дојдеш да скокнеш, да се тепаш, туку да прифатиш тоа, да си го провериш твоето видео, да земеш мислење од други, што знаеш дека се подобри од тебе и тогаш веќе ако видиш дека се е во ред во твоето видео, ќе го избрежиш коментарот или ќе го заборавиш ако ти рекол во живо, знаеш. Ако навистина имате некаква грешка, тогаш речете му добро, фала ти што ми кажа, ми помогна на тоа, ќе знам дека од сега треба да се подобрам. Тоа ше тоа за видео.
Ако ви се допадна, не заборавайте да оставите лайк. Ако не, дислайк, субскрайб за поддршка и се гледаме во наредно видео. А до тогаш, поздрав!